Можно е воопшто да се размисли за реформи или ајде да речеме промени, позитивни промени во судството без судиите обвинителите. Ако вие ги секојдневно по медиумите ги блатите дека се корумпирани, дека се криминалци, дека се медиокритети. Како Прво општо не е и точно тоа дека они се недопирливи. Значи ние имаме скоро искочи една студија во која што и јас учествував. Имаме направена анализа за последниве неколку години. Сега веќе не можам да се сетам која е точната бројка, но имаме еден голем број на судии што се разрешени. Па дури имавме проблем со критики од Европа дека за сите повреди се посегнува по разрешување наместо во некои случаи да се оди со можеби некои поблаги санкции и слично. Но такво нешто за жал па немаше во обвинителството. Значи, но реформите во обвинителството никогаш не ни биле кај нас предмет на внимание. Кај нас обвинителството секогаш се развивало по некоја аналогија со судството. И често пати имаме се и проблеми и гапови. Например, оно што го спомнав преска, кога се префрли надлежноста на првостепени судови, одеднаш кога висшето обвинителство виси, значи тие работеа по потешки предмети, сега они глумат некои контролори, ја не знам што се они, што уопште работат. Углавном мораат да измислат нешто да работат. Па дури ни по жалби не им е средено постапувањето, бидејќи не го познаваат случајот и жалбата ја поднесува основниот обвинител, а висшиот као ја застапува. Па може да има различно мислење за да уопште има некоја улога и доаѓаме до ситуација да две обвинителства имаат две различни мислења, што не е добро. По едно обвинение. Сега инаку го имаме и денеска деновиве овој проблем со две различни мислења од обвинителството, со начинот на кој што се развива постапката за Кочани, бидејќи очигледно обвиненијата како се поставени со таа верижна одговорност која што оди многу наназад, предпоставувам таа беше нарачана политички со цел да се избегнеоштрицата на критиката да падне на актуелната власт на начин што релативно голем број луѓе би се зафатиле во постапката на судење и казнување, па демек да се добие тој впечаток, па добра еве сега судат 30 души, сега не може сите да ги судат и така натака. И тој пристап гледаме дека не го застапува овој обвинителство за организиран криминал. И сега тука имате исто проблем, системот со обвинителството е единствен орган. Обвинителството не е секој, како што е секој суд различен и секој судија, кај обвинителството не е така. Единствен орган и затоа може таму денес доди еден обвинител, утре место него доди друг, сите го застапуваат, да речам, обвинителството како единствена институција. Друго прашање околу независноста на судството е, ние знаеме од принципите на Совет на Европа е дека финансирањето е клучен фактор во оценување на независноста на некоја институција воопшто. Прво мене ме интересира како е можно од кога е донесен закон за судови, каде што е предвидено закон за независен судски совет. Од кога е донесен дека 1% од државниот буџет ќе се одвои за потребите на судството, не се почитува тоа. Како може ова држава со следните закони да не ги почитува, а од друга страна ги блатат судиите дека... Предпоставувам дека, значи прво не е спорно, дека е меѓународен стандард кој што има своја логика, дека ако имаат загарантирани добри примања, прво таа работа е тешка и требате добри кандидати воопшто да се пријават да работат. Ако таа не е платена, ќе се пријавуваат и без везе кандидати, ситуацијата ќе биде многу полоша. Значи, добрите примања гарантираат и квалитет. Ќе бидат предизвик за добрите. Прво за добри, второ гарантира дека би било веројатно помалку за очекување, сега така човекот е ненаситен, меѓутоа е помалку за очекување дека луѓе кои што ги имаат задоволено базичните потреби за себе, за семејството, за одмори, кола и слично,
дека ќе посега по незаконити пари и корупција, отколку ако некои базични потреби му се непокриени. Ако нема, не знам, за школување на детето, ако за детето нема за патеки, ако нема за годишен одмор и слично, тогаш веројатно дека ќе има поголем мотив, условно речено, Ќе да биде направи... подложен на... Таа е сега нека човечка логика, Слава. тоа не е измислено за џабе како меѓународен стандард. А меѓутоа се подценува оној дел кој што е надвор од платите, а тоа е опременоста со кадри, со технички услови, со секретарки, со возила и слично. Амбасадорот на Германија им рече дека 40% од предвидените работни места се непокриени, непополнени. Има различни податоци, сега морам да признам дека понекогаш ги вадат, ја сега не сум во моментот најупатен во бројките. Се Председателот на публикуваат судски совет вели 300 Евроджаст, работни места. Евроджаст ги објавува постојано сите податоци за судовите во цела Европа и може лесно да се спореди, тие ги има и на интернет. Може да се спореди колку суди има Македонија во однос на, не знам, Бугарија, Србија, Франција и слично, бидејќи некои тврдат дека па имаме повеќе суди од што не требаат. А ево ова најновата студија што беше промовирана вчера, уште не е објавена, она, кога што разбрав, тврди дека према број на жители и предмети имаме премногу судови. Значи, се претпоставува дека судовите во помалите не места... суди. Судови. Да. Да. Значи, не само колку суди, туку и колку судови, бидејќи па и секој суд си носи некои минимални трошоци, нели, зграда, струја, бла, бла, бла. Се разбира, имаме и системски слабости на кои што пред некој ден зборуваше овој председателот на Левица, дека во голем дел од градовите во Македонија се уште се тие обвинителите и судиите во иста зграда, а со право го истакни проблемот зашто судиите и обвинителите се школуваат како браќа и сестри во една институција и градат некое колегијалност и партнерство, кое што после се одразува на штета на адвокатите. Дека судиите гледаат со едни очи врз обвинителите како нивни полубраќа, а адвокатите им се како не знам што да кажам, некој што не го сакаат многу, како црни опции. Како вас ви изгледа, например, не само премиерот, него и министрите, него и пратениците од власт. Како да е срам судиите да имаат високи плати? Вие спомнавте зошто треба да имаат високи плати. Не знам зашто им требаше. Испадна, дури во јавноста излегува податоци, па мораше председателот на судски совет да рече не, судиите немаат 3000 евра плата. Тоа се тој тип на... Ние имаме многу посериозни проблеми за да се сведеме на тој тип малку и многу пари. Тоа е пазарчески муабет. Значи, не доликува премиер и суди или здруженија на суди да се расправаат меѓу себе по тој тип кој колку пари зима. У принцип, или тоа читање кој судија колку пари зима, тоа во Европа се смета за непристојно. После, главно, дали е работа на премиер, дали треба да имаат толку или онолку, кога во законот е дефинирано 1% од националниот буџет. Преска го почнав, тоа не го завршив. Предпоставувам дека во времето кога е определена таа бројка како некаков стандард, требало да се направи, предпоставувам, некој преоден период, бидејќи требало сумата да се удвостручи или 3 пати да се зголеми. И предпоставувам дека од таа смисла рекле органите ќе направиме некој прелазен период и полека ќе степеносто ќе одиме кон тој стандард. Меѓутоа проблемот е што крајната одлука останува кај извршната власт, а целата идеја на тој финансиски совет и слично е да не биде извршната власт таа која што ќе ги држи на ланец судската власт, па и обвинителството. Значи, за обвинителството морам да признам дека на светски план исто е прилично нејасно во која мера обвинителството треба да се развива како независен орган, сличен на судовите,
И мислам дека тој правец ние го заземавме, условно речено, по некоја среќа. Имавме неколку проекти кај што беа обвинителски под влијание и менеджирани од италијански експерти. И мислам дека тој правец така го заземавме кон независност на обвинителството, повеќе по пример на Италија. Искрено да ви кажам, и во Европа и до сегашните реформи често пати зависеат токму од тоа, иако имате генерални европски стандарди, експертите кои доаѓаат сепак се врзани за собствениот систем и финеси, и повеќе или помалку се обидуваат него да го пресликаат, тоа им е најлесно и најдобро го познаваат. Бидејќи не дали на нас тоа не одговара? Тоа е веќе нас ни одговара се што е европско различно од кај нас, бидејќи сите системи се подобри од нашите. Би било добро кога ова последниот настап на премиерот малце ме охрабри, во смисла, па и го пофалив на Facebook, во смисла што кога го прашува за овие работи, беше многу за прв пат резервиран. За судењето се води судски спор, ова за Ѓоко Христов, другите работи се судски проблеми. Он и тоа треба така да продолжи. Нема потреба скапоценото време за милион проблеми што ги има извршната власт, да ги троши за работа што не е нивна. И да се трошат во јавна дебата непотребно. Значи, ние толку проблеми имаме, што е глупо јавната дебата да трошиме сега за колку тие, не знам, 300 суди и колку ќе ме платата. Нити ќе бидеме посиромашни, ниту побогати, ако судиите земаат 200 евра плюс или минус од тоа што го земаат. Напротив, ние имаме проблем со тоа што како држава не се фокусираме да ги решаваме суштинските работи или тие што ќе не влечат напред. И напротив, како заинат се држиме, има нешто што да речам не тера да одиме и назад. Ја не сум експерт за евроинтеграција или за надворешна политика, меѓутоа навистина ми е жал што прво 20 години изгубивме во спорот со името. Подобро беше одмah да прифатевме, не знам, Република Македонија, Скопје или слично. И да се завршише со тоа. Сега исто се стигна до негде и сега нешто се одиме назад, се обедуваме. Немаме ние толку време. Односно, не ни се тоа приоритети. Ја не мислам дека има, не знам сега, некакви сериозни вистински проблеми со идентитетот на македонците. Тоа се изпомене зголемени проблеми, вештачки надуени, да се сврти вниманието. Професоре, ја не сум етнички македонец. Не е малку навредливо да им речете на македонците ќе го изгубите идентитет? Како се губи идентитет? Имате собствена држава, собствени институции. Па ние едино што можеме да направиме е да си уништиме собствената држава и тоа после автоматски. Тоа не се исклучува, ама да им речете на македонците дека губите идентитет при собствена држава, мене тоа ми е навредливо. Мислам дека по Македонија малку немаме многу среќа со политички партии, нивното ниво и со лидерството. Нормално е од лидерството да очекувате дека тие ќе ве влечат напред, а не да ве враќаат назад. За жал го немаме ни тој коректив што во системот би правил некакви чекс и баланси, кои што би ги исправил работите, односно промашувањата на лидерството или партијата на власт. И така грешките на партијата на власт ги се кобни за нас, а за жал покасно плаќаме висока цена. Од појавувањето на ВМРО до ден денешен, ја не сум член на една партија, меѓутоа они покажуваат специјално многу низок степен на почитување генерално на
правната држава, владењето на правото. Едноставно тоа не има приоритет, а би рекол не го разбираат. Ама приоритет е, например, еве, измените, веројатно видовте, измените на кривичниот законник, се бришат и се ублажуваат казните поврзани со јавни набавки. Што зборите? Искрено, ја мислам дека во Македонија дури постои некој преќутен договор меѓу елитите политички и бизнис на неказнување. И за тоа и сите ги поддржаа. Нека може што сакаат ВМРО да зборат, меѓутоа они самите придонесоа во усвојувањето на тие измени. Си штитат грб меѓу себе. Па мислам дека се штитат грб и дека многу работи се договорени, да не речам, однапред. Кој одговараше? Овој, ја не сум видел до сега, некој премиер не сме имале да одговарал. Овој што избега исто договорно. Ја мислам дека не беше баш човекот што му овозможи основ правен на Груевски да не го испорачат. Со години Комисијата водеше државна изборна комисија. Или овој сега, не знам, Маречич, кај ги наоѓаат сите тие фигури кои што се неуништиви се, како да кажам, ќе паднат од власт, ќе се покажа дека не ги бидува и пак ќе се појават се враќаат преку опозиција. Ќе се појават од негде. Исто како што е исто. Дали ова, пошто обичниот граѓанин сега вели добро, што порака сега, дека дури и се бришат некои злоупотреби при јавни набавки. Првата помисла е дека навистина сака да направат злоупотреба. Што друго би помислил еден нормален човек. Ја до крај не ја разбирам и приказката и улогата тука дури ни на Уставниот суд, кој што се закануваше дека има теоретска можност да се поништат тие измени, па да се одговара. Тоа мислам дека теоретски не е можно од аспект на човекови права. И тој притисок да се оди со некакви измени, било какви, бидејќи единственото вистинско решение беше да се усвои комплетно новиот кривичен законник. Еве вела дека до јуни ќе се предложи, ќе се достави до собрание. Верувате дека е можно? Па искрено, ја не мислам дека сега и со тоа треба битно да се брза, бидејќи брза кучка вика слепи кучиња. Јас не сум толку, јас сум повеќе експерт за процедурите, но не и за материјалното право, како што го викаме и кривичниот законник, но сум убеден дека ние со многу парцијални измени внесоме дисбаланс во законот. И сега имаме некои дела со многу тешки казни, кои по суштина се полесни од значи нема пропорционалност меѓу делата и казните и некои казни се исто со време обсолетни. Би требало да се ревидира можеби целата казнена политика. Исто во држава постои погрешен став за тоа дека строгите казни сами по себе ќе бидат многу успешни, исто кој што се сега очекувања и со Safe City. Да ви кажем искрено, ние кривичарите што живееме од тоа, наместо да ги ние први сме секогаш против, бидејќи знаеме дека казните се последно средство. Значи, не можете вие во општеството да ги исправате работите, корупција, безбедност во сообраќајниците, со последното средство. Ние го викаме кривично правило ултима рацио, кој ќе нема веќе друго средство, воспитување, превенција и слично, технички услови на патиштата, што сега Скопје, Safe City, па отидете до Охрид, на неколку места животот ви е на конец, особено при влез на Охрид таму, кај што во секој момент може да се струполите, особено ако возите ноќе. Ја не сум видел други патишта освен нашиве, кои што немаат соодветна светлосна како се вика? Осветлени. Не осветлени, него сигнализација. Да знаете каде каде е крајот на патот, каде се работи на патот и слично. И тоа ајде дење, колку толку има некоја прегледност, меѓутоа
што е себе со Safe City, и генерално каде е одговорноста што неколку влади не успеа еден автопат да направат колку е 10 години кичево Охрид. Сакам да ве прашам, да ве замолам за коментар за Safe City поврзано со протестите вчера на нашите сограѓани роми во неколку градови во Македонија. Дали се добива впечаток дека власта кога прави закони, навистина не ја познава реалната состојба на теренот? Носи закони без да знае за кого ќе се однесуваат тие закони. Како можете вие да носите закона да не знаете дека 1% или добар процент од населението ви е неписмено? Значи, образовниот процес ви е направил некоја... Имате слабости таму. Како ќе полагат тие луѓе кога се неписмени? Затоа што ние разбираме дека законите мора да се почитуваат и меѓутоа вие за да дојдете до тоа треба некои други работи да завршите за да кога ќе воведете некоја практика, луѓето да можат да ги применат тие закони, а не да им се, пошто најлесно е ќе им одземете кола, ќе ги казнувате, ама што после тоа? Се покажува дека и таа регулатива врзана со Safe City дека не помина низ некои нормални процедури да може експертската јавност и пошироката јавност од различни аспекти да ги разгледа. Има еден куп работи кои што и правнички се смешни. Не знам ако вие сега се жалите на тоа дека не сте го возеле тоа возило по таа регистрација која треба сами себе да се тужите. Такви работи има. И уставниот проблем исто на приватната собственост и слични проблеми. Едноставно, не знам, гледам дека... Дали поради овој проблеми закон може да биде оспорен на Уставот? Па веројатно ќе се појават допрва веројатно и нови основи. Имаше неколку веќе поднесени гледам иницијативи. Но јас сум убеден со оглед на тоа што како ова е на нова материја и во која што трнаме, што викаат, со грло во јагоди, ќе се јават сигурно нови шуплини за кои што денеска не сме ни свесни и за кои што гледам некои експерти... Како што не бевме свесни со нашите сограѓани роми дека имат проблем со... Значи, експерти од различни области посочуваат на тоа дека техничките решенија се несоодветни. Се разбира, има и проблеми што се поначални од аспект на приватноста, заштита на лични податоци. Јас самиот се чувствувам прилично непријатно сега кога возам низ град, како да некој да ве прогонува. Дали тоа чувство ќе помине? Се разбира, одма луѓето викаат безбедност е општо добро, бла-бла. Ама ние ако малку сме да гледаме шумата, безбедноста во последниве 20 години на светско ниво, прво тероризмот, па после, не знам, перење пари, слично, директно ја еродира приватноста. Со прислушкување, со следење, со камери, со следење на банкарски сметки, со милиони работи. Сега ние најбезбедно е да има секој од нас полицаец да го води за рака низ град. И тогаш нема никој ништо да направи. Меѓутоа, дали е тоа правиот пристап, тоталитарните режими секогаш прво на тоа се вадат, на општата сигурност. Прашање е дали тоа чувство за приватност, никој не може да тврди, не каже, одма луѓе да ќе речат човечки живот, се разбира човечкиот живот е највисоко добро. Меѓутоа, ние во секоја зона сме секогаш, сега не сме без ризик, што ако има Safe City, па не го покрива 100% теренот. Ја кај што живеам нема камери. Така што... Професоре, благодарам за разговорот. Благодарам за поканата.
Почитувани гледачи, следевте разговор со професорот Гордан Калајџиев, со кого зборевме за реформите во судството и за изгледите да се подобри судската пракса во Северна Македонија. Ако ви се допаѓаат вакви содржини, ве молам лајкувајте, коментирајте обавезно и шерувајте за да можат и вашите пријатели да следат вакви содржини. На крај, благодарам на вниманието и пријатна вечер.